Во следите неделното интервју на Слободна Европа, во него гостин е Теута Арифи од Демократската унија за интеграција и претседател на Собраниската комисија за надворешна политика. Господја Арифи, една од последните идеи на вашата партија беше да се ангажираат меѓународни посредници во градењето државна стратегија за името. Која е смислата на оваа идеја кога Обединетите нации продолжуваат да ги поддржуваат двете земји во обидите да се најде решение? Мислам дека фактот дека спорот со името трае многу долго време и фактот дека поради тој спор или ненаоѓањето решение за тој спор се рефлектира со блокирање на евроатлантските процеси кои имаат многу последици за внатрешниот развој на нашата земја, фактички зборува дека уште долго време нема да има решение. Токму поради тоа мислиме дека е потребна една интервентна дипломатија, не мора да биде дипломатија на многу високо ниво, но сепак да биде интервентна која ќе биде од помош за изнаоѓање на решение. Има ли контакти со меѓународни посредници кои се поканети за ангажирање за градење државна стратегија, со оглед дека и кај меѓународниот фактор постои резервираност да се вклучат во оваа тема надвор од Обединетите нации? Ние не можеме како политичка партија да ги поканиме, но секако сме во процес на нивно информирање со нашата иницијатива, со нашата идеја. Значи со нивните представници тука и во самите центри, затоа што сметаме дека без нивна ангажираност навистина нема решение на проблем. И американскиот амбасадор Рикер го повтори ставот на САД дека ги поддржуваат двете земји, но дека решението зависи од лидерите на двете земји. Значи, мислам дека меѓународните представници, особено значи представниците на Соединетите Американски држави и Европската унија, докажале дека се големи пријатели на Балканот и на нашата земја и исто така докажале дека во клучните моменти знаеле да помагаат и да бидат од помош и да бидат присутни во многу дилеми или проблеми што сме ги имале како земја. Токму поради тоа јас ја поздравувам нивната подготвеност значи за да помагаат и за решение на овој проблем. Со вакви идеи не се ставаме ли во ситуација да испраќаме сигнали на слабост како држава? Не можевте ли да излезете со поконструктивна идеја? Јас мислам дека проблемот на лидери или на политиките на овие земји, особено балканските земји, е тенденцијата да се продаваат како многу силни, а во суштина не мислам дека се во принцип некои силни фактори во меѓународната сцена. Значи, и да ги признаете собствените слабости, а јас мислам дека е голема слабост фактот дека не може да се изнајде еден добар консензус и добра стратегија внатрешна и домашна во однос на името, тогаш тоа треба да си го признаете и да барате решенија и мислам дека ова е едно коректно решение што ќе им помогне на граѓаните на Република Македонија. Уште пострашно е доколку вашите слабости не сакате да ги признаете или уште полошо сакате да ги продадете како предност или како сила во меѓународната политичка сцена. Дали оваа идеја е показател за односите во коалицијата со ВМРО-ДПМН? Па, ние, значи, имаме секако една коалиција која што функционира. Сум го кажала многу пати и порано, не мислам дека сме разговарале длабоко за многу концептуални работи и разлики кои ги имаме, но во однос на прашањето, значи на името на државата, ние исто така сме високо заинтересирани ова прашање да го решиме, но не сме заинтересирани оваа прашање да биде прашање кое се злоупотребува за домашни политички цели, затоа што последната или крајната цена ја плаќаат сите граѓани без разлика дали се гласачи на ДУИ, на ВМРО или на СДС. Меѓутоа, секогаш ги оценувате како добри односите во коалицијата. На кој начин ги усогласувате ставовите? Ја би рекла коректни. Тоа се усогласувања кои се вршат на лидерско ниво меѓу лидерите на двете политички партии и после тоа се срочува очигледно во рамките на владината активност или парламентарната активност. Тоа е начинот како фактички се усогласуваат ставовите.
Дали во членството постои поделеност или барања за излегување од коалицијата? Ја мислам дека тој или тие барања или тој процес бил поактивен во изминатата година, кога јас мислам дека имавме можност со еден таков чекор навистина да дадеме придонес во забрзување на процесите во однос на решението со името. Сега како последна година на владење, не мислам дека можеме да дадеме некој особен придонес со излегување, да кажеме, од владата. Но во принцип дилемите не само мои, туку и на многу мои колеги во однос на функционирањето или начинот како ги градиме односите, секако дека остануваат отворени како ставови и како позиции политички кои се искажуваат во рамките на партијата. Како гледате на барањата на опозицијата за состојбите во надворешната политика да се расправа на собраниска седница и за критиките дека на дипломатски позиции се поставуваат анонимни луѓе или дека се вработуваат во Министерството за надворешни работи членови на поширокото семејство на ВМРО-ДПМНЕ? Мислам дека улогата на парламентот е да води расправи, да контролира, да поставува прашања токму во однос на функционирањето на екзекутивната власт, меѓу другото и на Министерството за надворешни работи. Мислам дека секогаш е добро да се има дебата за состојба во секое министерство, вклучително и Министерството за надворешни работи. И меѓу другото, тука да се дебатираат сите овие дилеми кои вие ги искажавте како прашање во однос на тоа дали направивме најдобри избори за амбасадори, дали можевме подобри, кои се пораките што сакаме да ги испратиме и дали навистина сакаме да градиме една ефективна и ефикасна меѓународна активност, за која јас сум повеќе од сигурна дека не може да биде ефикасна доколку немате резултати дома што треба да ги промовирате и доколку немате добар избор на тие со кого сакате да ги промовирате тие односи. Опозицијата во сопоставувањето дипломатски односи со некои африкански земји го представи како дипломатски пораз. Гледате ли вие некоја полза од воспоставување дипломатски односи со Зимбабве или ова ве разочара? Мислам дека приоритет на Република Македонија е градење на високо ниво и многу силни пријателски односи со НАТО, Европската унија, Соединетите Американски држави, нормално и со членките на Советот на безбедност, како што се Кина и секако Русија и Индија како интересни сили од тој район. Значи, тоа се приоритетите на Република Македонија. Секој ангажман од овој тип, мислам дека само не губи време, ни троши непотребно пари и не ни помага ништо во тој процес што за нас е клучен, а тоа е процесот на решението на спорот со името. Вие сте председател на Собраниската комисија за надворешна политика. Која е моќта на ова собраниско тело, зашто се добива впечаток дека сите поважни договори се постигнуваат на лидерските средби? Мислам дека ова не е мој прв мандат како председател на Комисијата за надворешна политика. Сум постигнала колку што тоа било можно и порано и сега, за да направам да комисијата биде едно респектабилно тело и на крајот на крајностите, па ние сме биле и првата комисија која организираше една надзорна расправа фактички за еден меѓународен договор како што е договорот меѓу Соединетите Американски држави и Македонија, каде што присуствува исто така конгресмени од Конгресот на САД. Значи, не дека нема простор, туку едноставно треба да верувате во демократијата како принцип, треба да се ангажирате да таа да профункционира кроз институциите што вие ги водите во случајот е Комисијата за надворешна политика и да не прифатите така лесно да евентуално ве третираат како не баш многу битна карика во целиот тој процес на направење држава. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.